4 предпријатија од Кочани поднеле барање за користење на поволностите за вработување млади лица до 29 години во изминативе 4 дена, информираат од Агенцијата за вработување во Кочани. Оттаму очекуваат зголемување на бројот на приватни компании што ќе користат оваа поволност. Станува збор за системска мерка што важи за сите приватни компании, преку која тие се ослободуваат од плаќање социјални придонеси за период од 12 месеци. Што се однесува до програмата за самовработување, 34 невработени лица, активни баратели на работа, го поминале првиот круг. Во соработка со консултант треба да изготват бизнис план, пошто комисијата од Агенцијата за предприемништво ќе изврши селекција. Се работи за кредити кои Агенцијата за вработување ги нуди на невработени лица кои сакаат да започнат сопствен бизнис, како и за компании кои планираат да отворат нови работни места. Според условите, за секое ново отворено работно место може да се добијат 3000 евра кредити. Ако се основа мала фирма со тројца вработени, кредитот може да достигне до 9000 евра. За дејности од поголем обем може да се спојат и 5000 невработени. Во тој случај, првиот добива 5000, а останатите по 3000 евра или вкупно 17000 евра за почнување сопствен бизнис. Ако лицата кои аплицираат за кредити се невработени по основ на технолошки вишок или стечај, може да добијат уште дополнителни 1000 евра по лице. За самовработување, каматата изнесува 1%, грејс период од 1 година, рок на отплата од 3 години за кредитите до 9000 евра и 5 години за тие над оваа сума. Преку Министерството за труд и социјална политика, заедно со Агенцијата за вработување, се реализираат уште неколку активни програми и мерки за вработување. Последна во низата е токму мерката за поттикнување на вработувањето на невработени млади лица со ставање во законска рамка на можноста за ослободување од плаќање на социјалните придонеси на работодавачите кои ќе вработат лица до 29 години.